Проблемите со загадениот воздух треба сериозно да ги свати и централната и локалната власт, а кандидатите за градоначалници во своите изборни програми да предвидат одговорност за загадувачите, санација на изворите на загадување, изградба на индустријски капацитети најмалку 10 километри подалеку од населеното место. Утрешниот светски ден на мирот ќе се одбележи со марш за чист воздух во организација на коалицијата О2 за почист воздух и првата детска амбасада во светот Меѓаши. Сметаме дека овој период е исклучително важно да се зборува за ова прашање, пред се заради тоа што сме на чекор од зимата, значи еве есента ни е на прагот и знаеме дека во овој период сите вредности кои што се мерни во поглед на загадениот воздух ќе скокнат драматично и веќе ќе биде предоцна после да се реагира. Ние сме многу мала држава, сите живееме во една мала држава која што има огромна загаденост и без разлика на сите разлики кои што ги имаме меѓу нас, квалитетот на воздухот веројатно е единствената спојка која што ја имаме и токму затоа таа едукација треба да биде интензивна, долгорочна и на сите нивоа за подигање на еколошката свест. Испорачавме среднорочни, краткорочни и долгорочни барања и очекуваме да се случи промена. Доколку не се случи промена, ќе излегуваме на улица почесто затоа што само на тој начин сметаме дека можеме да кажеме дека децата имаат право на чист воздух, здрава животна средина, дека секое второ дете во загадените градови боледува од астма, брохитис или други респираторни проблеми и дека правото на живот како загарантирано право и со уставот и со Конвенцијата за правата на детето мора да биде високо на агендата на владата на Република Македонија.